Кусиот рекламен спот кој што го видовте токму пред малку е само една најава за мојот прв денешен гостин и соговорник. Со мене денеска во студиото господинот Веле Нилковски, секретар на Сојузот на пронауѓачи и автори на технички напредувања на Македонија. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Добар ден и за вас и на вашиве гледачи и на пронауѓачите кои сигурно ќе не чујат. Така, како што најави и самиот спот кој што го видовме, ќе се случува нешто многу интересно, токму тоа е и поводот за вашето гостување кај нас во нашето студио, а тоа е саемот на изложби на анимации Макинова и Еконова, кој што ќе се одржува од 15 до 19 октомври. Јас би ви препуштила вам да ги соопштите деталите, верувам дека нашите гледачи ќе сакаат да слушнат за каков саем станува збор. Да, значи ние веќе сме присутни на саемите на Технома веќе по 34 пат со иновациите кои ги изложуваат, ги презентираат пронаѓачите од Македонија, но и пронаѓачите од сите членки кои се на ИФИА, Асоциацијата за меѓународна за иноватори. Значи со овој спот, а и со нашево гостување, значи сакаме уште еднаш да ги анимираме, да ги повикаме сите оние креативни луѓе, значи иноваторите и оние кои мислат дека имаат своји одредени иновации, индустријски дизајн, трговските марки, да бидат присутни на саемот на Технома, односно на Макинова и оние кои се малце со посебен осврт кон екологијата на изложбата за иновации на Еконова. Значи воедно на овој саем покрај она што ќе бидат презентирани пронајдоците, техничките дизајните, индустријските дизајни, ќе има дел и за младинското творештво, бидејќи нашиот сојуз е членка на Сојузот на Сдруженијето на народна техника. Значи ќе има можност да младите кои сите други активности на народна техника своето творештво, своите истражувања, своите креации да ги имаат представено на младинското творештво на Макинова со цел за пошироко да бидат представени нивните активности. Така, многу е важно да напоменеме дека станува збор за две големи изложби со голема традиција. Едната изложба датира дури од 80-та година. Би сакала да ни кажете кои се карактеристиките на овие изложби? Значи, Макинова почетокот е некаде од 80-тите години, односно точно од 80-та година, и во континуитет се организира по 34 пат. Секоја изложба е различна. Значи, постојано има различни иновации, има иновации од областа на градежништвото, на машинската техника, на медицината, значи се она што може да се пронајде, значи и тоа овде од наши автори, од македонски автори. И некаде од пред 11 години, значи веќе датира и се организира изложбата Еконова како помлада изложба, со која главната цел е да ги промовира иновациите кои се посвети, кои во својата содржина имаат кон подобрување човековата животна средина, иако нели сите пронајдоци главната цел е да го напредат она што било постоето, да му возможа на човекот на полесно, поедноставно, побрзо да ги постигне своите одредени активности. Така, има ли некакви посебни услови оваа изложба во однос на тоа кој се може да биде изложувач од пронаѓачите? Значи може да бидат сите, воглавно, значи може да бидат членовите што се на друштвата, на сојузите на народна техника, на друштвата и авторите на техничките унапредувања, но можат сите граѓани во Македонија, значи изложбениот простор е бесплатен, значи во соработка со саемот Сојузот на пронауѓачи овозможува да македонските пронауѓачи имаат можност да ги изложат своите модели, прототипи, постери на оваа изложба. Така, има ли досега интерес во однос на пријавувањето? Каков е интересот? Значи, интересот е релативно голем, како и секогаш. Крајните рокови се користат. Токму и тоа сакам да нагласам дека рокот за пријавување ќе продолжи, иако во спотот беше дека е до 5. Значи, поради интересот од поголем дел, пред се од помладите,
бидејќи тие само што почнаа нели со школската година и немаат доволно време да се пријават. Значи пријавувањето ќе биде до 20 овој месец, а самата изложба ќе биде значи на 15 октомври. Така ги спомнавте и помладите, односно учениците кои што туку што ја започнаа учебната година, тоа значи дека возрастна граница претпоставувам нема. Нема. Така. Значи наша цел е да бидат што повеќе помладите значи присутни баш во оној дел на младинското творештво, преку организациите на народна техника, значи преку нивните клубови во училиштата за техничка култура. Значи се надеваме дека и оваа година ќе биде многу поголем значи одзивот на присуството на младите, посебно после успесите кои дел од младите иноватори истражувачи постигнаа во Белград на меѓународниот куп за млади иноватори. Значи предизвикува дека можат и другите да направат таков резултат. Значи од Македонија младите добија и бронзен и сребрен медал. Значи сето тоа е пострек за поново и за повеќе учесници на изложбата Маки Нова, посебно во делот на младинското творештво. Така, јас смитам дека е важно да напоменеме дека оваа изложба, односно овие две изложби, имаат и меѓународен карактер. Каков е интересот на учесниците надвор од Македонија? Па, видете, значи интересот за нашата изложба, односно за нашите две изложби е релативно голем. Но како и ние што се судруваме со финансиски проблеми, така и другите сојузи од другиве држави ги имаат, да речеме, слични такви проблеми, но и од друга страна тоа е реципроцитет. Значи, онамо каде што ние сме биле, како сојуз, значи и тие држави се обидуваат, тие сојузи доаѓаат на наши изложби. Најчесто, значи, на наши изложби се присутни пронаѓачите од Сојузот на пронаѓачи на Београд, односно на Србија, на Босна, на Хрватска. Оваа година очекуваме дека ќе имаме можност и од Русија да бидат присутни, од Грузија. Значи во времето кога бевме на изложбата во Белград, воспоставивме неколку контакти повеќе со представници од овие асоциации, но сепак тоа ќе причекаме да почне изложбата, па да видиме каков ќе биде одзивот од другите држави. Кој е бенефитот за самите учесници на изложбата од оваа изложба? Дали нивните изуми подоцна може да се патентираат, да се пронајдат на пазарот? Значи воглавно станува збор, значи пронајдачите би требало своите значи пронајдоци, своите модели, постери, се што ќе се презентира на сајамот да биде заштитено. Но воколку тоа не е, тие имаат право на значи временски период од 60 дена да тоа го направат. Но бенефитот од изложбата е тоа што нивниот труд, нивната работа ќе биде презентирано пред јавноста, но и пред оние за кои е наменето, значи за бизнис секторот. Ние ќе се потрудиме за дел од оние иноватори кои ќе побараат таква значи услуга од Сојузот, да воспоставиме контакти со потенцијалните корисници на пронајдоците на кои ќе бидат презентирани на годинашнава изложба. Тоа е и една од идеите и целите на Маки Нова, да ја направи врската меѓу, значи спојот меѓу пронајдачите и идните значи корисници, односно бизнис секторот, за онај за кого е наменет пронајдокот. Така, претпоставувам дека освен што нема возрастна граница оваа изложба, сигурна сум дека всушност нема никаква разлика помеѓу машките и женските изложувачи, меѓутоа кои се позаинтересирани и кои сакаат повеќе да учествуваат на овие изложби? Па јас мислам дека барем во нашиот сојуз и во делот на представувањето на македонските пронајдачи нема мажи и жени. Значи, иако во меѓународните асоциации има такви манифестации каде што например во Сеул е исклучиво изложба на жени пронајдачи, каде што нашите значи автори учествуваат заедно преку значи во организација на Заводот за индустријска сопственост и навистина во последните години, односно од времето кога веќе сме присутни на сите изложби, на сите меѓународни, без разлика дали се тоа мажи или жени, значи дали е тоа во Сеул, дали е тоа во Нимберг, дали се тоа низ Белград, во Загреб, нашите пронајдачи се враќаат со
вредни признанија. Така, тоа значи дека нивната работа и нивниот труд е признат без разлика каде Не, и да мислам отидат. дека тука нема поделба. Многу е битно дали пронајдокот е интересен и дали е применлив. И тука, значи, можам да кажам дека во овој момент во Македонија жените предначат, затоа што дел од нивните пронајдоци веќе имаат подпишано соодветни лиценци за користење или па во дел во сопствена режија веќе ги применуваат своите иновации. Така, може ли да ни кажете некој поинтересен пронајдок кој што веќе нашол примена на пазарот? Па вака, јас на пример не би било практично да, пошто сепак ова е повик за, нели, за учество на наши изложби, да одвојуваме одредени пронајдоци, но можам да кажам глобално дека веќе има и тоа можеби не е голем бројот, но во Македонија има доста пронајдоци кои со мала помош можат да брзо да се доразвијат, да направат, да влезат во производството, да направат и сопствен бренд, значи да што би рекле со економскиот речник, да направат и бенефити, направат и профити и да вработат поголем дел на луѓе во своите или сопствени или во некој друг вид на форма на сопственост на организации кои би ги произведувале таквите патенти. Но сепак има, мислам дека и учеството наше на меѓународните изложби покажува дека нашите пронајдоци се вредни, дека заслужуваат респект, но борбата, нели, пред се битно дали тој пронајдок ќе влезе во производство или ќе остане во филките со медаљите. Така, има ли никаква поврзаност професијата на пронаучачот со изумот кој што го патентира, односно кој што го представува? Па делумно да речеме дека тоа е затоа што најчесто пронајдоците се да ја унапредат работата со која луѓето се среќаваат секојдневно. Дали е тоа во машинството, дали е во градежништвото, значи целта е да направат нешто да биде или побрзо, поквалитетно, посигурно, или тоа во медицината. Значи, најчесто, или некогаш и обичниот граѓани кој не мора да е во професијата, например, чашкава му делува дека има проблем околу држењето на раката, значи може да се направи одредени форми каде што таа би била попрактична за држење, како најчесто шолјите за кафе, значи се тоа дел на индустријски дизајн кој си подлежи на одредена заштита, што не значи дека строго некој мора да е пронаоѓач. Мислам дека јас од денеска сум пронаоѓач и морам да вакво. Значи тоа е дел и дарба и дел на можност да се забележува околината околу себе, да се иновира, да се доправи. Така, меѓутоа колку се потребни средства за да се направи еден пронајдок квалитетен? Значи сето тоа е различно од идеја до идеја. Значи имаме пронајдоци кои не треба многу пари. Значи но имаме пронајдоци кои навистина бараат многу средства. Во оваа година, нели, кога се повеќе се зборува за иновации, кога на некој начин сите зборуваат дека пред се иновациите се тие кои го раздвижуваат стопанството и кои треба да му помогнат на стопанството да излезе. Во Македонија се случуваат се поголем број на заштитени патенти, но од друга страна јас се очекувам дека во овој период што доаѓа ќе се биде уште поголем, затоа што во Македонија климата за пронајдоштвото, за иновативната дејност е многу подобра. Веќе во Македонија има закон за иновативна дејност. Она што е главен проблем и ова што вие го спомнате, колку пари се потребни за пронајдоците, значи од крајот на ова година или од наредната година веќе ќе има фонд за иновации, значи каде што државата на некој начин ќе ги помогне иноваторите, значи иновацијските проекти во вид на средства неповратни, дел на грантови, дел на гарантни фондови кои ќе овозможат да се зголеми, значи да пронајдоците од идејата, од прототипот влезат навистина во она место кај што му е, значи во производството за да бидат реалност. Така, се зголемува ли бројот на учесници во самиот сојуз, односно во СПАТУ? Па да, бројот полека почнува, значи интересот еве со самото донесување на законот за иновација е зголемен бројот на
иноваторите, иако ние се уште немаме класична чланарина и затоа што не е начинот на финансирање на таков начин, не можеме да кажеме точниот број на пронаоѓачи, затоа што ако се суди по бројот на пријавени патенти, тој би бил голем, но имате и активни и пасивни членови, но во Македонија има реално некаде околу 500 активни пронаоѓачи низ цела република кои се движат, бројот на оние кои ги има повремено, е многу поголем. Така, тука никаде јас ќе ви заблагодарам за гостувањето. Останува уште еднаш да ги потсетиме нашите гледачи дека се уште трае повикот на кој што може да се пријавуваат. А ние да ве поканиме вас како медиум да бидете присутни на нашата изложба кој некаде брзо ќе биде во октомври и да така ги промовирате не само вака, него дел и на саме резултатите на пронаоѓачите, дел на некои пронајдоци. Така, секако дека со задоволство ќе бидеме дел од вашата изложба и ќе им го доближиме на нашите гледачи сето она што се случува таму, меѓутоа сепак ќе ги покануваме да бидат и тие самите дел од изложбата. Секако гледате МТМ телевизија, меѓутоа доколку најдете време, посетете изложбата од 15 до 19 октомври и сами уверите се во изумите на сите овие изложувачи. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Продолжуваме понатаму ние со програмата. Дали си иноватор? Дали имаш што да прикажеш пред светот? Ова е вистинска можност за тебе. Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредување на Македонија СПАТУМ ги повикува сите производствени компании, научно-истражувачки организации, факултети, училишта, самостојни иноватори, клубови на млади техничари и природници да се вклучат во неголемата манифестација во нашата земја за иновативно и креативно творештво Маки Нова и Еко Нова 2013, која што ќе се одржи од 15 до 19 октомври на Скопскиот сајм во рамките на Технома 2013. Промовирайте ја вашата идеја, иновација, пронедок, нов производ, техничко напредување, дизајн, трговска марка. Веќе 56 години основна цел на СПАТУМ е да го анимира, поттикнува и афирмира иновативното творештво во Република Македонија. Доказ за тоа се наградените иноватори од Македонија на сајмите низ светот. Вие сте на потек. Пополнете пријавата која што се наоѓа на нашата веб страница, испратете ја најдосно до 5 септември и учествувајте.